Јас сакам да реагирам, бидејќи самата председателка се повикувате на објаснување за јавноста. И јас сакам да објаснам нешто за јавноста, го користам овој процедурален дел. Значи, исто ги поддржувам моите колеги, не дека овде за јавноста се работи за 4 закони во прво читање, кои што се усогласуваат со Законот за прекршоци, кои што, како што кажа мојата колешка, донесен во 2019, до сега требаше одамна тоа да го направиме, да се усогласат сите закони каде што има прекршочни одредби со Законот за прекршоци. Меѓутоа, јас сакам до вас, колеги, да се обратам, нема ваш јавен настап, нема говор од седница кај што не зборувате дека опозицијата го кочи носењето на законите, а еве сами кажувате дека оваа седница била закажана во септември 2022 година. Законите, колку што видов, се доставени до собрание во мај 2022, и сега се прашувам зошто толкав период, еве председателката на комисијата е од Социјалдемократскиот сојуз, зошто толку долг период воопшто не е закажана комисија за образование. Не само овие закони кои што биле доставени уште во мај. Има толку многу, заменик министер, проблеми во образование. Учебници нема се уште за децата. Треба многу посериозни теми да ги дискутираме. Ако веќе дојдовте процедурално, бидете коректни како и предходните, повикајте се на кој член, во кој член 68 се повредува овдека деловникот. Сакате сега да објаснуваме на јавноста, па мора да им се објасни на јавноста кој ги кочи комисиите, кој воопшто не свикува комисија. Нема јавен настап, нема обраќање во медиум, нема обраќање на седница каде што не го споменувате тоа, опозицијата ги кочи законите. А вие сами не свикувате воопшто седница. И сега денес, еве повторно за јавноста, во 13 часот имаме обраќање на Андреј Пленковиќ, во 13 часот имаме комисија за европски прашања, дел од колегите се членови